услови кога голем број од младите ја напуштаат нашата држава во потрага по повисоко образование, битно е да започнеме дискусии за реформи на истото. Предлагам дека значајна реформа е високото образование да биде бесплатно за сите. Имам два аргументи. Првиот е широка достапност на образованието. Моментално високото образование е привилегија и луксус, која што е достапна само на одредени социјални групи. Маргинализираните групи и оние кои што се од пониските општествени слоеви моментално немаат пристап до високото образование. Тоа значи дека високото образование, кое што е отсутно од нивниот живот, е препрека за нивниот професионален, но и персонален развој. Не само од индивидуално ниво, но доколку ја воведеме оваа реформа, ќе има промени и од макро ниво, затоа што ќе овозможи да имаме поголем број на луѓе кои што ќе бидат работно способни и ќе придонесуваат кон граѓанското општество, но и кон економската активност во нашата држава. Вториот аргумент е за надополнување на стругите. Во моментот имаме голем налив на луѓе кои што изучуваат одредени струги. Например, од економскиот факултет завршуваат годишно околу 600 ученици, додека пак истите бројки не ги гледаме во техничките и природните науки. Доколку високото образование е бесплатно, можеби ќе имаме поголем број на луѓе кои што ќе одлучат да специјализираат во овие науки и со тоа ќе имаме есенцијална работна сила и во овие полиња. Иако овие идеи звучат супер, јас сметам дека во пракса тоа нема да биде така. Мојот прв аргумент е дека ќе има пренатрупаност на факултетите. Со тоа што секој што ќе изрази желба да се запише на факултет, ќе може да се запише на факултет, ќе треба да се отворат многу нови насоки на факултетите. Тогаш ќе имаме премногу луѓе кои имаат завршено високо образование, но нема да можат да најдат работа според нивната струка на факултетот кој ја завршиле. Мојот втори аргумент е дека квалитетот на образованието ќе се намали. Со тоа што ќе треба да се отворат многу нови насоки на факултетите, ќе треба да се одвојат уште пари од државниот буџет кој е наменет за образованието. Иако сегашниот буџет за образование е намален, тогаш ќе треба да се скратат и платите на професорите кои предаваат на тие факултети. Со тоа што ќе бидат намалени платите на професорите ќе изгубат желба и мотивација да им го предадат своето знаење на учениците кои ќе бидат во премногу голем број.